Епидемија на насилство постои во средните училишта. Ваков е заклучокот од истражувањето помеѓу средношколците на Think Tank организацијата Аналитика. Како да ја подигнеме свеста кај младите генерално и кои се можностите, односно кои се можности се достапни со цел решавање на овој голем проблем. Дали веќе организираните работилници помеѓу професорите, учениците и психолозите би дале позитивни резултати во иднина. Денеска, токму на оваа тема и токму од оваа организација која што споменав дека неодамна работеше на ова сеопфатно истражување и неколку месечно истражување, ја имаме Тамара Мијович Спасова. Тамара, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, благодарам на поканата. Изминатиот период навистина бевте актуелни во медиумите и со оглед на целата ситуација, овај проблем кој што нели со години се провлекува, меѓутоа некогаш за жал е потребно да ескалира ситуацијата за сите ние некогаш да си го ставиме прстот на чело. Вие работевте изминативе месеци на едно истражување и насловите кои што кружеа по медиумите и многу од медиумите ги пренесоа е дека 70% од средношколците биле сведоци на булинг во училиштата. Зборуваме за врсничко насилство или како што во понеделникот нашата докторка Мирјана, која што имавме тука во студиото зборувајќи нисата тема, спомена дека имаме и ние македонски збор, тоа е силеџиство или силеџија, насилник кој што го врши булингот или тоа насилство. За жал, многу е актуелно и многу е присутно. Значи, ова се за мене барем фрапантни податоци и бројки од 70%. Од каде идејата да работите на ваков тип на истражување и што се минавте додека го работевте истото? Значи, истражувањето го направивме во рамки на проект кој што, да речам, самите го обмисливме, баш заради тоа што видовме дека бројките постојано растат и дека оваа појава веќе почнува да зема голем замав. Малте не станува секојдневие помеѓу децата. Да, малте не секојдневие, дури и од најмали години веќе децата се соочуваат со оваа појава. Преку проектот, првата работа што сакавме да ја дознаеме е до каде ескалирало, значи да видиме до кое ниво веќе дошло насилството, со тоа што ќе ги видиме бројките, а понатаму најважната цел ни беше, откако ќе ги дознаеме овие бројки, да видиме како може да ја подигнеме свеста помеѓу учениците, да развиеме едно чувство за емпатија и до некаде да развиеме некои механизми кои што ќе помогнат да полека почнува да се намалува оваа појава, а не да расте. Значи, тоа ни беше една од главната идеја заради која го започнавме и проектот и истражувањето. Колку месеци работевте на истото? Па, проектот траеше една година, значи во 2021 беше 3 месеци го спроведувавме истражувањето и беше опфатен примерок од 305 ученика од 3 средни училишта во Скопје, на 17 и 18. И на тоа сакав да потенцираме. Возраста со која што сте работеле. Значи тоа се веќе малтене нели образовани идни граѓани на нашава земја кои што академски, кои што нели ќе творат и ќе создаваат, односно луѓе кои што веќе знаат што сакаат и каде сакаат или се гледаат себе си во животот. Колку тие, дали наидовте на препрека во смисла или пречка во смисла да се срамат едноставно да го изјаснат своето мислење, дали можеби го кријат булингот кој што го почувствувале, го виделе и така натаму. Какви беа вашите гледишта во однос на тоа колку средношколците беа отворени и свесни, бидејќи зборуваме за свесноста дека треба да се покрене, колку беа одговорни, свесни да зборуваат за оваа проблематика? Дали се свесни генерално што се им се случува? Така, значи, она што ни даде аларм дека всушност учениците не се свесни, односно можеби некогаш не знаат дури ни да го препознаат насилството како такво, нели ако е булинг, што ние си го викаме и психичко насилство, ни даде всушност аларм да почнеме да делуваме на некој друг начин од оној што досега професорите го практикувале во контекст на
напишани програми и само на часовите чисто споделување што е насилство, во кои форми го има, и затоа дојдовме до една покреативна идеја да направиме креативни работилници на кои што учениците ќе се охрабрат полека во текот на работилницата да споделат она со кое што се соочиле. Меѓутоа на тоа му претходеше... Тоа беше надвор од училишните активности, Тамара, така? Да, надвор од училишните активности. Меѓутоа на сето тоа му претходеше една прва обука на професорите и наставниците, пак во насока на тоа да разберат што е насилство, кои се начините, кои им се механизмите на располагање, значи кои што може да им ги пренесат на учениците. Па учениците беа менторирани од страна на професорите, и она што е многу важно, видовме дека начинот кој што ни успеа за да почнат учениците да го споделуваат она што го доживеале, беа преку врсничка едукација. Менторираните и обучени ученици, самите тие во рамки на училиштата и во рамки на оделенијата, преку неформални активности и средби почнаа да споделуваат она што го научиле од обуките и од работилниците. И спонтано почнаа да ги споделуваат искуствата. Дали некој бил во улога на жртва, па дури и оние кои што несвесно можеби вршеле булинг. Да, вршеле булинг и насилство. Значи видовме дека оваа врсничка едукација најмногу нам ни помогна за да учениците како прв чекор прво го спознаат насилството како такво. Значи, сакаш да кажеш дека ние доаѓаме до еден исто така поразителен факт дека голем дел од децата не се ни свесни што значи тоа насилство и дека некои од нив го манифестираат тоа насилство, а не се свесни, други пак го трпат, а не се свесни. Така тоа е, и имавме освен овие деца значи што биле во улога или на жртва или на насилник, се соочивме и со група, би кажала голема група на дечиња кои што се посматрачи, односно неми сведоци. Треба со нив... Колку тие се охрабруваат да зборуваат за тоа, или едноставно како сведоци неми, како што вие ги изјаснивте, можеби се плашат ако нели прозборат за тоа дека може и тие ќе бидат идни жртви? Точно. 70% од нив кажаа дека воопшто не се ни охрабриле да го пријават насилството, токму од тие причини. Или ниту знаеле каде да го пријават, или пак, што е најголема причина, се плашат дека можеби во иднина тие ќе бидат жртвите. Да, жртвите. Значи, ова е групата на ученици со кои треба да се работи, бидејќи тие се клучните, значи го гледаат насилството, го знаат, меѓутоа не можат да се охрабрат да го пријават. Во рамки на овие работилници работевте и со психолози, така? Психолозите претпоставувам на релација професор-психолог, ученик-психолог, така? Што се друго имаше во рамки на овие работилници, затоа што споменавме ние пред малку сакаме од целата оваа проблематика всушност да изнесеме еден позитивен пример, затоа што ова е всушност позитивен пример кој што вие низ тие работилници успеавте да го извлечете, односно постои начин како нели да се покрене свеста кај младите. Најпрви имавме позитивен ефект кај професорите. Затоа што веднаш увидоа самите дека капацитетот во однос на тоа што досега го имале за тоа што е насилство и како можат да го превенираат или понатаму да го спречат, им се зголеми. Оние тимови кои што во училиштата ги има предвидени согласно програмите за спречување на насилство, сите од колективот наставници увидоа дека не се доволни. Значи, откако ја увидоа потребата дека соработката е потребна не само од тимот назначен за врсничко насилство, туку и од целиот колектив на наставници и професори, ја подобри и нивната работа, меѓутоа и го засили квалитетот помеѓу врските на самите наставници. Понатаму, учениците сами ја подобрија врската со наставниците со тоа што почнаа полека да им се отвараат секојдневно, откако спознаа дека можат да го и да го воспримат насилството како такво, но да се обратат на некој кој што може да им помогне. Така. И понатаму, да речам,
еве лично за мене интересна работа беше оние работилници кои што беа организирани како концепт на драматизација, симулација, каде што оние ученици кои што биле или жртва или насилник ја добиваа спротивната улога и кога добија можност да ја глумат таа улога, тие на крајот на работилниците, значи, дојдоа до сознание како се осеќал нивниот соученик кога бил во таа улога. Тие преку овие работилници најмногу го добија чувството, да речам, и како да се реагира, но и понатаму што да не се прави, како во рамки на целата оваа појава. Овие работилници ни беа едно најубаво, според мене, би кажала, и доживување и родија најпозитивен ефект. Имавме и крајна конференција каде што имаше представници на родителите, наставниците, надлежните институции. Знаете, секога е убаво и визуелно, подруго го доживуваат, кога се симулира, имаа случај на симулација каде што нели драматизира учениците. Некогаш потребно нели да поминеме низ тој процес или пракса што се вели или да го доживееме за да ги увидиме работите дали се добри или не се добри. Сакате да кажете дека од целото ова истражување на кое што работевте со месеци и со средношколците, се случува да тие и не знаат каде да се обратат ако увидат или се жртви на насилство? Точно. Тоа го потенцираа неколку пати на овие работилници кога работеа со психолозите, за да им беше посочено, значи, не само кон тимот што е надлежен, знаете, административните служби во училиштата имаат многу други обврски и секако на крајот на денот можеби за оваа работа ќе им останува многу малку време. И од кога... Но е многу важна работа за која што треба да се одвојува многу повеќе време. Така. И затоа ние апелираме дека сите наставници и професори треба да се обучат за оваа работа, за да можат учениците прво кај своите класни раководители, оделенски да се обратат, па понатаму тие да можат да реагираат до тимот, па заедно да се решава оваа работа. Понатаму проблемот. Да. Тамара, има ли реални шанси или можности ова како проект да се имплементира или во реалност, односно во училиштата? Затоа што веќе и во основните е присутно и пред малку ти зад камерите ни откри дека и ти си лично фрапирана колку децата можат да бидат злобни, а од друга страна, веројатно, таа злоба и сето тоа што на тие им се случува, веројатно доаѓа од семејните кругови дома. Така што убаво би било сето ова, како со оглед на тоа што се покажало дека може да функционира и како позитивен пример, ако се примени во училиштата. Има ли реални можности за имплементација на сето ова? Ние, како организација, кон тоа целиме. Значи, ова беше само пилот проект и сме навистина среќни што можевме вакви позитивни резултати да имаме. И постојано апелираме дека наша цел како организација, нели со поддршка на надлежните институции, затоа што ќе кажам дека психолозите, сите стручни служби кои што работеа беа клучни, значи во оваа работа. Ние сме тука секогаш да ги поддржиме, меѓутоа мора и надлежните институции да се вклучат за да ова не остане само пилот проект во 3 училишта. Ние сакаме дури да се вклучи во наставните програми, за да може секој дете... дека би требало, да. Така, како што сега дечињата имаат изборни предмети, што се многубројни, што може да се ги бираат, ние целиме кон тоа и ова да стане еден од изборните предмети, па понатаму може и веќе како редовен, за да може сите дечиња да бидат едуцирани во однос на оваа работа. Значи, апелираме дека да не остане само на пилот проект, туку на вистина да се прошири и во сите основни и во средни училишта во нашата земја. Проблемот е голем и веројатно ако земеме уште повеќе да истражуваме и подлабоко да навлегуваме, ќе наидеме на уште поразителни резултати и затоа ова е нешто што треба на што треба многу повеќе да се работи. Колку стручните лица беа расположени за соработка во рамки на овој проект, Тамара? Да, па јас би рекла дека имавме на вистина... Затоа што и тие се клучна точка до некаде. На вистина голема среќа, бидејќи работевме со одлични психолози и педагози. Дури јас самата, значи лично,
многу работи научив во однос на затоа што постојано бевме присутни. Затоа и претходно спомнав. Сметам дека нивната улога е најважна. Знаете, во оној дел каде што точно и прецизно ќе ги кажат сите оние работи кои што се важни во препознавање на насилството како такво, па и потоа во начините за решавање. Тие беа клучната алка во целиот овој процес да ги поттикнат и наставниците, меѓутоа и дечињата полека преку нивни методи да полека почна да се отвараат. Значи, јас би рекла на вистина дека ние имавме голема среќа. Тамара, вие ангажиравте психолози од да речам други институции и организации или оние кои што се дел од самите училишта? Претпоставам дека се уште во секој училиште мора да има психолог, така? Така, има во секој училиште, меѓутоа конкретно за овој проект ангажиравме од други институции, за да можат сепак на, ајде да кажем, на некој подруг начин да им го пренесат и на педагозите и на психолозите кои што се од тимовите во овие школи. Значи сепак други психолози им ги врше обуките. Така. Што велат тие стручни лица кои што веќе ги споменавме, од каде е изворот за толкаво злобно однесување кај новите генерации и како што веќе потенциравме неколку пати и како што зборува и нели истражувањето ваше, навистина во се поголем број ги има. Во многу училишта малте нема некој, па дури од нас кој што нели во текот на животот не доживеал некаква слична ситуација кога бил можеби жртва на некаков булинг, затоа што тој има најразлични видови, нели, не мора да е секогаш физичкото насилство. Да, точно. Ова до сега не го спомнавме, некако и јас постојано бидејќи и сум лично нели засегната, мајка сум на детенце кој што учи во оделенска настава. И морам да споменам дека родителите имаат суштинска улога во сето ова. Значи, јас самата постојано се наоѓам во таква ситуација да постојано дома зборувам за оваа работа. Значи, имам среќа и да сум дел и од советот на родители во нашето училиште. И имаме одлична соработка со родителите, па постојано тема на дневен ред, кога имаме состаноци, ние самата оваа појава. Значи, верувајте дека родителите постојано треба да зборуваат дома за оваа работа. Не е некоја работа која што може би порано во минатото сме биле навикнати, па знаете, некако сме отргнувале постојано како нешто, како некоја нормална појава. Да. Не е така, никој не е свесен какви последици понатаму во животот може да има од насилството. Значи, ќе кажам дека ова потекнува од домот. И клучна, прва суштинска улога која што треба да имаат во оваа работа се родителите. На постојано зборување со своите деца. Но живееме во една ера кога голем дел од родителите знаат, нели, да кажат, немаме време, или едноставно, не знам, брзиот начин, брзото темпо кое што го донесе овој 21 век. Многу често, нели, луѓето работат и по неколку работи за да преживеат, што од друга страна па и не е толку многу за осуда, нели? Едноставно, текот на секојдневието си донесе нови предизвици и проблеми за секое семејство. Меѓутоа, факт е дека мора да се одвојува време во текот на денот за децата. Но колку родителите се свесни за ова или колку го прифаќаат лесно или не сакаат да го прифатат тој момент дека тие се клучната улога? Да, во истражувањето имаше исто една, за мене, на вистина поразителна бројка. 60% од учениците кажале дека родителите не се заинтересирани. Сериозно? Да. Колку проценти? 60%. 60%? Да, дури ајде да кажам, од оваа работа позитивна работа беше што пак 80% кажале дека се потпираат на наставниците во оваа работа. Па јас тука би кажала дека доколку на вистина толку има ученици што се потпираат на наставниците, ајде тогаш да ја зајакнеме врската помеѓу наставниците, родителите. Значи, оваа бројка да се намали. Так. Па и наставниците да почнат да апелираат до родителите, па заеднички да се градат оние врски. Здрави врски. Здрави врски и да почнат и родителите, можеби
еве како што спомнавте и родителите, значи постојано живееме во брзо време, ниту тие не се криви за тоа што немаат некогаш време да седнат со децата. Меѓутоа, еве, доколку може би наставниците им му кажат дечињата, доколку почнат повеќе и со нив да зборуваат, па јас верувам дека и родителите ќе почнат да обрнуваат внимание на оваа појава. Мислам, сакам да бидам позитивна. Тоа е и целта на ова денешно гостување, да споменеме дека сепак во, на крајот од тунелот секогаш има една светла точка и ние денес таа светла точка сакавме да ја донесеме во етерот и затоа ја имавме Тамара денес во студиото да сподели за сите овие работилници и целото ова истражување на кое што работевте, дека сепак има начин. Ова е една метода, една алатка која што може понатаму да се имплементира и да донесе само добро за сите, односно за младината. Така што поздрав и поддршка за ова што го работите и се надеваме дека институциите нема да останат глуви за оваа проблематика заради тоа што сите изминати случувања, особено минатиот период или минатиот месец, навистина треба да не поттикнат малку подетално да работиме и да размислуваме на целата оваа проблематика. Тамара, ви благодарам многу за одвоеното време ова утро и се надевам дека позитивниот пример кој што го пренесувате ќе го следат многумина. Ви благодарам на вас.